согласно со моите тројца колеги, предлагам да го ставиме на дневен ред, односно да го усвоиме анализата на прилогот, емитирана во вестите на ТВ Сител во 1 февруари 2014 година, бидејќи сметаме дека во овој прилог е прекршен Законот за радиодифузна дејност, поготово начелата што се однесуваат, односно Законот за аудио-визуелни медиумски услуги, поготово делот што се однесува на начелата за еднаквост на слободите и правата без оглед на националното, верското или политичкото подготвување на индивидуата, исто така и начелата за подигнување на духот на толеранцијата, заемното почитување и разбирање меѓу индивидуата. И друго, али тоа ќе го констатираме, односно ќе го провериме после што секторот за аналитика, односно секторот за мониторинг, ќе го изврши таа анализа и сметам дека би требало што побрзо на една од идните седмици да го имаме таа анализа пред себе као прво. И друго е уште еден разлог поради тоа што и во јавноста и многу се диго и прашина и разговори основано во поглед на тој прилог во вестите. Исто така предлагам, бидејќи веќе 4 дена сме во почетокот на објавување на изборната кампања за редовни председателски избори, и со оглед на тоа дека е ово чувствителен период кога ги имаме и ние усвоено и методологијата и сето тоа во поглед на покривање и тоа што ги чека, односно на што треба да се придржуваат медиумите и со оглед на усвоените измени на Законот за избори, би требало можда да усвоиме една афирмативно соопштение до медиумите, да ги афирмира уште еднаш тие стандарди, обврски во таа насока, на крајот подразно да го имаме и тоа, се со цел, значи, да немаме потреба да имаме во иднина вакви предлози као овој што го претходно дадов. Бројките не значат ништо, ама да ги кажем, порано во Законот за радиодифузија беше член 69, сега е 48 за говор на омраза. Пред си исте содржината, но има работи кои што се нејасни. Во овој закон нема казнени одредби, нема мерки за тој член. И Советот на агенцијата или Агенцијата за медиуми тука на некој начин се врзани раците. Со оглед на тоа што го кажа господинот Фетај, како одек на таа јавност, која што не треба да биде небитна, неважна во работењето на оваа институција, а и со оглед на тоа што треба да се направи едно огнено крштевање за да се види какви процедури се потребни кога ќе се постапува по вакви и слични случаи, да не чекаме да стигнуваат до нас представки, тоа многу подобро ќе го етаблира Советот, односно агенцијата како сериозна институција. Добро да се направат такви анализи, да се симнат сите дилеми, дали имало елементи на говор на омраза, дали се работи само за непочитување на професионални стандарди, за програмски стандарди, дали станува збор за навреда која што се регулира со Законот за граѓанска одговорност и нема врска со говор на омраза. Јас имам личен став околу тоа, но добро е да има една таква анализа за да се симнат сите дилеми, а и да се воспостави некоја насока која што во иднина ќе помогне на оваа институција по-јасно да се декларира и да се постави во врска со вакви случаи. Значи, освен тие вестите еден ден предходно да се земат во предвид која се споменува непримерни работи во одреден коментар. Значи, за да се симнат тие дилеми, дали станува збор за непочитување на програмски стандарди, за навреда која што се решава со приватна тужба, добро е да има една таква анализа од стручните служби, кои што, морам да нагласам, во моето досегашно искуство во Советот, на вистина секојаш беа на висина на задачата. Предлагам да биде, можеби и ворена седница за тоа, за да можеме да ги расчистиме дилемите што постојат околу овие термини, поими и
законска регулатива. Може за нас некој кратко објаснување во делот што беше за говор за омреза. Ова што го што се беше првата точка што ствари дека ќе биде на некој од наредните седмици. Она што ми треба како објаснување е зошто воопшто ќе правите анализа дали постои говор на омреза ако немате никакви надлежности. Секој член на Советот има право да побара анализа на било кој прилог и тоа. Зошто ќе ја правите ако немате надлежности? Што со таа анализа понатаму? Дали имате Ќе разгледаме на Советот. и понатаму кои се мерките? Не, прашуваме, реално стварно ми се Не, ама ако има говор на омраза, еве, Службена должност ние треба треба да да реагира. пријавиме во полиција, тогаш еве, ја знам да слушам. Јас треба да пријавам у полиција, па обвинителство да покрене нешто, а СНМ и Совет за радиодифузија, зашто се? Тоа е европска пракса, значи Советот за радиодифузија не е суд. Ние викаме дека е суд. Каде, кој може да реагира у случај за да престане тој говор на омраза на Кој тој одредена го, ама телевизија? вие веќе сте донеле пресуда, така да што не прашувате нас? Ма не, Ама сме не, добиле така, ама пресуда, не, вие ние веќе сме суди. пресудивте, објавивте, осудивте, уште луѓе во затвор да пратите и готово, што тогаш ние да гледаме и за... Ние да пратиме луѓе. Па не, така и вие направите. Вие пред било кого да консултирате, вие веќе... Кој тело може да реагира? Ја волим Кој? СНМ не може, вие не можете. Кој да СНМ? А СНМ јас не знам. Полиција да влезе, кој, кажете. Значи тоа ќе биде само анализа, ќе се изработи и останува во архивите на Советот. Така ли дали имате некоја дали имате можности понатаму да го проследите тоа? Не може да сте уклучено, не дава закон. Не дава закон за аудиовизуелно.